ВМРО ДПМН како партија влегува во втората епоха во која ќе направи општествена мобилизација на секој интелектуална сила и поединец во земјата, порача по изборот на чело на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски. Лидерот на опозицијата вели дека во новата програма најважно е мобилизирањето на сите граѓани. Според Мицкоски во центарот на втората епоха ќе бидат слободата на индивидуата и слободната волја за изразување на капацитетите кои ќе бидат во насока на градење на државата. Ако некој праша за што се бориме за Македонија каква што сакаме да ја видиме низ нашата доктрина која денес се носиме. А доктрината не е само нашиот буквар, туку и нашиот воглед кон иднината. Доктрина која ВМРО ДПМН ја сместува меѓу прогресивните партии во европското општество. Доктрината ја дефинира нашата борба за заеднички напредок, идеолошко и суштинско делување, соочени со современите предизвици. Мицкоски го представи концептот на заеднички патриотизам, велејќи дека целта е служењето на народот, вели потребен е нов дух на заеднички патриотизам, порачува дека секој во иднина ќе треба да работи напорно и да се грижи еден за друг. Заедничкиот патриотизам не е само празна флоскула, туку филозофија врз која почива оваа втора епоха. Заедничкиот патриотизам е да создаваме едно заедничко, искрено пријателство, подавање на рака едни со други во име на напредокот кој заеднички го сакаме. Заедничкиот патриотизам значи создавање на имунитет кон секој обид на манипулација на власта кон етнички прашања кои не разединуваат. Мицкоски вели дека пред државата се големи предизвици, пред све економската и енергетската криза, ковидот кој никако да престане, порача дека Македонија мора да фати приклучок, да се адаптира на новиот свет и така да ги исправи сите недостатоци. Мицкоски ги објави целите кои ВМРО ДПМН ги има во однос на економијата и образованието. Нашата цел и визија како партија ќе биде да се бориме во една временска дистанца да постигнеме економски стандард како во една Австрија. Наша цел како дел од тој нов договор и консензус е намалување на персоналниот данок и на данокот на добивка на 8%. Данокот за млади луѓе да биде 0%, а секоја година по стабилизирање на економијата да имаме раст помеѓу 4 и 6%. Да постигнеме едноцифрена невработеност. Во образованието пак да имаме универзитет во првите 500 според Шангајската листа, бидејќи денес за жал немаме ниту еден во првите 1000. Доктрината не е само нашиот буквар, туку и нашиот двоглед кон иднината што ќе помогне ВМРО ДПМН да биде сместена меѓу прогресивните партии, вели Мицковски за политичкиот документ. Новиот документ на партијата е составен од 16 точки, а негови автори се Маријан Ѓорчев, Илија Димовски и Рашела Мизрахи.